Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Маврикий 70 војници, преподобниот Таласи и Лимни и светиот папи Ераполски. Светиот маченик Маврикий 70 војници. Во времето на царот Максимијан имало големо гонење на христијаните. Во градот Апамија Сириска, Маврикий бил старешина на местната војска. Незнабожците го тужиле кај царот како христијанин и како сејач на верата христијанска помеѓу војниците. Самиот цар дошол за да поведе истрага. Со Маврикија биле изведени пред царот и 70 војници христијани, меѓу кои и синот на Маврикий, Фотин. Ни ласкањето, ни заканувањето царско не можело да ги поколеба овие јунаци. На заканувањата царски одговориле: О цару, нема страв во доброумната и моќната душа на оние што го љубат Господа. Кога царот наредил да ги соблечат војничките појаси и облеки, тие му рекле: Нашиот Бог ќе не облече со облеки и појаси негнилежни и во вечна слава. Кога царот ги укорувал зашто ја презреле војничката чест што им била дадена од него, тие одговориле: Честа твоја е безчестие, оти го заборави Бога, кој ти ја даде царската власт. Тогаш царот наредил та пред очите на Маврикий го исекле син му Фотин, со тоа да ги уплашеле таткото и останатите. Но Маврикий рекол: Ја исполни нашата желба, о мачителу, и го испрати пред нас Фотина, војникот Христов. Тогаш царот ги осудил на најнечовечка смрт. Ги одвеле во некое мочуриште, ги разголиле, ги приврзале за дрвјата, ги намачкале со мед за комарците, осите и стршните да ги избодат. Во страшни маки му ги предале душите своји на Бога, дури на 10-тиот ден, и вечно заминале да се радуваат со своите ангели на небото. Христијаните тајно ги зеле нивните тела и чесно ги погребале. Овие храбри Христови војници пострадале околу 305-та година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти,
Единоrodni Sine i Slove Božji, besmrten si i izvolivi spasenija našego radi. Voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočeloveći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi. Edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Преподобните таласи и лимни сириски пустиници. Еден од нивните особени подвизи бил молчењето. По смртта на светиот Таласи во 440 година, Лимни преминал кон светиот Марон и таму се подвизувал на врвот на планината под отворено небо. Светиот Папи Ераполски, ученик на светите апостоли и патролошки писател. Од него имаме сведоштво за Евангелието според Матеја и Марко, за 4 Марии и за браќата Господови, како и еден потполно сочуван спис изјаснување на Словото Господово. Елици во Христа крестисте сја, во Христа облекосте сја.
Te